Маријам, како тече изборниот ден во кој главната непозната е впрочем само каков ќе биде идниот собраниски состав, бидејќи вториот председателски мандат на Вучик е, речиси, сосема извесен? Боби, изборниот ден поминува веќе со инциденти, вербални и физички напади кои што ги јавуваат наблюдувачите на невладините организации. Меѓутоа, два инцидента физички се и пријавени во полиција. Едниот е за напад на член на владачката Српска напредна партија, а вториот е физички напад врз лидерот на една опозицијска партија, Движењето за слободни граѓани. На можни инциденти предупреди и лидерот на партијата на Слобода и правда, Драган Джилас, поранешниот белградски градоначелник, кој откако гласаше утрово, покажа еден допис кој што им го подели на новинарите, го имам и јас кај себе, во кој што ја обвини власта дека доколку се покаже дека има голема излезност на изборите и дека опозицијата е во водство, ќе организира немири. Меѓутоа, во овој допис што Драган Джилас им го даде на новинарите, пишува дека всушност ова наводно е допис од српската полиција, Српското министерство за внатрешни работи, испратено до инспектори исто така во полицијата, во кое што полицијата има сознанија за инциденти зад кои наводно би стоел Драган Джилас и негови приврзаници. Тој сето тоа го негираше, меѓутоа во дописот пишува дека наводно и навивачки групи од регионот би учествувале во евентуални инциденти кои што би биле под водството на Джилас. Еве што кажа тој по гласањето. Daljim radom došli smo do saznanja da je od strane Đorđa Prelića i lidera SSP-a, znači mene, planirano angažovanje pripadnika navijačkih grupa albanske nacionalnosti sa teritorije Republike Severne Makedonije, Republike Hrvatske, Federacije BiH, Republike Crne Gore, koji bi zajedno sa pripadnicima navijačkih grupa FK Partizan nasilno ulazili, blokirali rad ustanova od vitalnog značaja. Poslati ovakav dopis ljudima po policiji koji nema nikakve veze sa realnošću govori o tome na što je režim sve spreman. Боби, Драган Джилас рече дека овие наводи тој ги пријавил до меѓународните институции, дека сега го кажува јавно, но е свесен дека оваа негова изјава ќе биде емитувана дури вечерва по 20 часот, кога ќе се затворат гласачките места, бидејќи дотогаш трае изборниот молк. Што се однесува до одзивот, до 12 часот беше 20,5%. Во овие моменти Републичката изборна комисија одржува нова пресконференција на која што треба да ја соопшти излезно на гласачите, меѓутоа предпладнево бевме во посета на некои гласачки места и ги прашавме граѓаните што очекуваат од овие избори, па еве ги и нивните одговори. Очекувам да победимо. Ми. Мислите на граѓани? Мислим ми граѓани кои очекуваме промену. Дали мислите да ќе овие избори бити фер и демократски? Па, oni do sad nisu bili nikad, pa ne verujem ni ovog puta, ali računam na ove kontrolore koji su angažovani da će oni nešto da urade. Pa ne znam, vidjet ćemo sada, nadamo se da možemo da doprinesemo našim glasanjem, sada kako za koga, vidjet ćemo. Hvala. Da li mislite da će ovi izbori biti fer i demokratski? Pa mi kao mladi koji živimo u ovoj zemlji nadamo se da je to jedina budućnost i sa takvom pretpostavkom mi odlazimo na svaki izbor jer je to nešto što želimo da obezbedimo i našoj deci. Боби, речиси, никој не верува дека актуелниот председател Александар Вучич ќе ги изгуби председателските избори, ниту пак дека неговата партија нема да усвои мнозинство во собранието. Меѓутоа сите ги очекуваат резултатите. Сепак опозицијата се надева дека ќе освои локалната власт во Белград и дека ќе го има идниот белградски градоначелник. Што се однесува до председателските кандидати, има
има осумнина, меѓутоа главната битка се води меѓу актуелниот председател Александар Вучич и поранишниот генерал Здравко Понош, кој што е кандидат на една од опозицијските партии. Тие излегоа со различни оценки за изборите, да ги слушнеме и нивните изјави. Verujem da će ljudi izabrati nastavak ekonomskog napretka i to da Srbija može da bude među onima koji najbrže u Evropi rastu i čija ekonomija najbrže raste u Evropi. Naravno, ovo što sam mogao do sada da čujem, to je da je sve proteklo u najboljem redu, tako da verujem da će tako da se nastavi i oko ličnih očekivanja verujem u značajnu i ubedljivu pobedu i verujem da će svako dobiti onako kako je zaslužio, onako i koliko je radio i razume se u skladu sa očekivanjima građana za budućnost. A u budućnosti je uvek najvažnije očuvati mir, stabilnost i obezbediti značajan ekonomski napredak. Što se samih izbora tiče, oni se odvijaju u političkom smislu u delikatnim okolnostima. Kad kažem delikatni, mislim na izborne uslove, mislim na medijsku scenu, mislim na uslove funkcionarske kampanje. Toplo se nadam da će sam izborni dan proći kako valja. Ono što je još važnije u političkom smislu, delikatna je i unutrašnja politička situacija u Srbiji. Srbija je jedno duboko podeljeno društvo. Ja se nadam da će ovi izbori označiti raskid sa takvim stanjem u Srbiji i da će označiti ulazak u period normalnosti, normalnijih odnosa u našem društvu, prestanak tih veštačkih podela, bolji odnosi sa našim okruženjem i izvesnija budućnost, stabilniji život i bolja perspektiva. Боби, тоа е се за сега од Белград. Го следиме изборниот ден со најнови информации се развива во вестите во 18:30. Токму така, Марија Девицарова во Белград со нови детали за текот на изборниот ден, а во следните изданија на вестите.